Сиромасите и Свети Илија, чита Александар Станојков. Во времето на пророк Илија, од големата суша што била, се сторила голема скапја и гладија. Пропискале сите сиромаси и при се што се молиле на Бога да му дај бериќет, пак не му дал. Еден ден се собрале сиромасите и се созборувале да појдат при пророк Илија да го молат за тој да му се моли на Бога за да му дај бериќет. Созборувајќи се, сиромасите отишле при пророк Илија, мажи и жени, и откоја му се поклони и бакнаа рака, му рекол: "Што се домачивте, бре браќа, и дојдовте при мене?" "Гладоста не мачи, дедо, гладоста. Затоа сме дошле при тебе да те молиме да сториш еден завмет, да појдеш при Бога, да му се молиш, за да ни благослови ноќвите, да не ни се свршува лебо и ќупоите со масло, дрвата, јаглењето, виното, ракета и другите дробни работи што ни се требни за вкуќа. Да, ако сме сиромаси. Ете, затоа сме дошле, дедо Илија, сите те молиме од земји до небо да ни го сториш ова добро, тути ќе си направил еден манастир, али една црква." Така сите го молеа пророк Илија и сите плачеа. Откоја е ислушал пророк Илија сиромасите, му рекол: "Поарно сами одете при Бога и молете му се, чунки тој е милостив и ќе ви го исполни желанието." "Не го знаеме, дедо, кај е Господ, за да му оиме и да вас го молиме. Се едно кај му се молиме по дома, арно, ама не слуша и не ни помага. А пак, ако одиш ти при него, чунки го знаеш каде е, ќе му се молиш и ќе те послуша. Аман, дедо, стори ни го ова добро." "Како не го знаете, бре, каде е Господ? Господ е насекаде. Кај да му се молите, тој ќе ве чуе. Ај сега, ојте си, да јас ќе му се молам на Бога за да ви исполни желанието, ако му е угодно нему." Откоја и чуја тие зборови сиромасите од пророк Илија, му се поклонија и се отидоа радосни по дома со надежот и пророк Илија ќе го измоли Бога за да му благослови куќите, да му се полни со сите убајања. По некој ден пророк Илија отишол на врвот од планината и му се молил на Бога ден и ноќ со пост и чул глас од Бога: "За какво ми се молиш, старче, кажи ми да те чујам." "Знаеш ти, Господи, за ошто ти се молам?" му рекол пророк Илија. Знамо ти за сиромасите ми се молиш. Арно, ама тоа нешто што го сакаат тие, не знаат што сакаат, да и ти што го сакаш атар да не ти остани, ако си стар човек." "Вистина, не знам, Господи, арно, ама ми се нажали на тие сиромаси, најпоеќе на вдовиците со сирачињата што ми плачеа дома. Да за тоа те молам, дај му не богатство да после се возгордеат, ами да си имаат по куќите што му треба и да те прослаат тебе. Најпоеќе затоа сум дошол да те молам, Господи, за да те познаат, оти си свемогушт и да те прослават." Ај така нека биде. Ама сега брго пак ќе ми се молиш за сиромасите и ќе се каиш, као што си се кајала многу пати. Ој си со здравје и носи му здраво и живо на сиромасите. Од првиот ден на месецот ќе си имаат се што му требат во куќите, така да знаат. Откоја му помина молбата на пророк Илија, му се поклони на Бога до земи и со радост си отишол дома и му кажал на сиромасите оти молбата му се приимила и од првиот ден на месецот се ќе си имаат. Кога чуја тие збори сиромасите од пророк Илија, голема радост беа направили. И за вистина, од првиот ден на месецот, ништо не му се довршувало на сиромасите и на сиромашките во куќите. Тоа нешто станало во пролет. Кога се видеа сиромасите оти ништо не му се довршувало в куќите, удрија да тераат ќеф. На сите страни орај, песни, гајди, тапани, кавали и гусли. Пукот одело насекаде. Се чуделе богатите, оти се толку радосни и весели сиромасите. Пролет бидејќи, побарале богатите аргати на пјаца да земат за да се одгрибуваат лозијата. Не нашле ни еден аргатин.
Бре, аман, каква работа да немат ни еден аргатин оваа пролет, као што имаше 20 години? Си велеле едни со други. Дали си врзаа некој еснав за да сакаат повеќе ѓунделък? Дали царот му врзал таин да и рани што не излегуваат на пјаца? Кој знае како ќе биде оваа работа? Видувајќи богатите оти не излегуваат на пјаца аргатите, фатија да му одаат по куќи и да ја викаат и да му таксуваат повеќе ѓунлук. Арно ама, имајќи сиромасите јадење и пиење, не му оделе на богатите да копаат влози од ноќ до ноќ, да му стоја пред нив како диреци, да не може да се почешат и да ја држат до зај сонце. Нема да видиме чрваджи, му велеле. Нема да ви работиме за едно 105 пари цел ден. Слава Богу, не сме борчли на евреите. Најпосле колку залепи сол ни дал Господ сполајму, не сме ти алчи за вашите 105 пари. Сега алтылык да ни дајте и пак не идиме. Да видиме сега опнете, сами работете лозијата нивието и имајте си богатство.